Почитувани гледачи, добар ден. Еве не повторно со надпревари од најквалитетното кошаркарско првенство во нашава земја во Суперлигата. Надпревар од 21-то коло кој ќе се одигра во салата Јане Сандански, а тоа е дуелот меѓу екипите на МЗТ Скопје и Жито Вардар. Практично ова е реприза на минатогодишното полуфинале во плей-офот, која минатата година пак му припадна со 3:2 во меѓусебните дуели. Значи победа славеше екипата на Жито Вардар. И на самиот почеток на надпреварот од ова 21 коло да ги погледнеме комплетните состави на двете екипи. Најнапред на гостинскиот тим на екипата на Жито Вардар. Тренерот Сторе Лазаревски на располагање ќе ги има следниве 12 на кошаркари. Со број 4 Николов, со број 5 Гилич, со број 6 Граматиков, со број 7 капитенот Ристе Дуганов, со број 8 Илиев, со број 9 Ристов, со број 10 Тасов, со број 11 Игор Мигленикс, со број 12 Маријан Србиновски, 13-ката ќе носи Благоевич, дресот со број 14 резервиран за Бојчевски и со број 15 Дарко Здравковски. Новиот тренер на екипата на МЗТ Скопје, Васил Кафеджиски, познат стручњак кој долго време ја водеше екипата на Студента и неколку пати успеа да биде шампион во женската кошарка со тој тим, на располагање ги има следниве кошаркари. Врбица Стефанов ќе го носи дресот со број 4, тој е и капитен на екипата на МЗТ Скопје. Број 5 Јусуфи, број 6 Тадич, број 7 Куртович, 8-ката е резервирана за Тони Симич, со број 9 Петрушев, 10 Петровски, 11 Матевски, 12 Брајан Смит, 13 Џолев, 14 Домлевски и со број 15 Ненат Радовски. Значи реков, ова е дуела меѓу минатогодишните полуфиналисти во плей-офот, а да видиме како ќе го започнат надпреварот и двата тима. Најнапред гостите, значи екипата на Жито Вардар, која доаѓа од Велес. Тренерот Столе Лазаревски се реши за следниве 5 мина. Со број 5 Александар Гилич, 28 години, висок 210 сантиметри. Дресот со број 6 ќе го носи 22 годишниот кошаркар, висок 206 сантиметри, Горан Граматиков. Со број 7 капитенот Ристе Дуганов, 22 години, 198 сантиметри висок. Со број 11 литванецот Игор Мигленикс, 33 годишен кошаркар, висок 193 сантиметри. И со број 12 Маријан Србиновски, 23 годишниот кошаркар, висок 196 сантиметри. Значи тоа беше изборот на Столе Лазаревски. А да видиме екипата на МЗТ Скопје. Ова најнапред ги видовте за момент се двајцата суди на денешниот надпревар. Екипата на МЗТ Скопје надпреварот ќе го започне во следниот состав. Значи новиот тренер Васил Кафеджиски успешно дебитираше на клупот на екипата на МЗТ во минатата средба. Ова е негов втор надпревар како прв човек на тимот на МЗТ. Надпреварот го започна со капитенот Врбица Стефанов со број 4, 24 годишен репрезентативец, 198,5 сантиметри. Со број 7 Мирза Куртович, 21 година, 194 сантиметри. Уште еден репрезентативец со број 8 Тони Симич, висок 210 сантиметри. Со број 10 Слободан Петровски, 194 сантиметри и со број 12 американецот Брајан Смит, 25 годишен, висок 204 сантиметри. Судиската двојка на овој надпревар е од Скопје, тоа се Маријан Стојовски, го гледате во кадарот, а нему му помага Баже Поповски. Значи во секој момент очекуваме да започне еден од двата дерби надпревари во ова 21 коло, дуелот меѓу екипите на МЗТ Скопје и Жито Вардар. Предлагам да погледнеме и распоредот на кошаркари кои ќе го започнат значи овој надпревар. Во горниот дел се кошаркарите значи на МЗТ Скопје, подобрачите Смити и Симич, задолжени за поентирање Петровски и Куртович, а плеймейкер се разбира Врбица Стефанов. Миглениск и Србиновски ќе играат на бековските позиции. Гилич ќе се бори под кошевите, додека Граматиков и Дуганов се на крилните позиции во тимот на МЗТ, односно Жито Вардар. Реков, ова е една од двете дерби средби кои се играат во ова 21 коло. Имено во салата во градскиот парк во Скопје вечера со почеток во 17 часот својот дерби надпревар ќе го одиграат екипите кои се на првото и второто место на табелата. Водел работнички ја пречекува екипата на Орка од Кавадарци, а ние го следиме дуелот меѓу петата и шестата пласирана екипа во годинашниот шампионат по овие 20 одиграни кола.
Сега 3-4 обиди имаше таму од страна на кошаркарите на Жито Вардар, а ние ту еден не успеа да поентира. Не успеваат ниту домакините во овој против напад. Куртовиќ не беше успешен реализатор. И Поповски покажува дека последен со топката играл Игор Мигленикс, значи во напад ќе бидат кошаркарите на МЗТ. Една убава атмосфера во салата во Јане Сандански. Исполнета буквално до последното место. Големо интересирање привлече овој надпревар. Стефанов, одличен потек на Стефанов, надвор кон Куртовиќ, овој до Петровски. Стефанов и да видиме двојни играње со топката, барем така покажа судијата Маријан Стојовски. Во напад ќе бидат кошаркарите на Жито Вардар. Измина речиси нешто повеќе од една минута, се уште без поени, по два неуспешни реализирани напади. Сега добро блокираше таму Симич. Петровски направи чекор очигледно и топката ќе им припадне на Велешен. Овие два тима и веќе изборија учество во куп над преварите, имено екипата на МЗТ Скопје. По полуфиналето игра против Орка од Кавадарци, додека пак Годел против Жито Вардар. Еве ги првите поени на надпреварот, 2:0 за гостите. Тоа беше кош на Гилич, први поени за Александар Гилич на денешниот надпревар. Мигленикс. Дуганов. Игор Мигленикс. Србиновски. Гилич во дуел со Тони Симич. Интересен ќе биде овој дуел меѓу овие двајца кошаркари. Првата лична грешка на надпреварот оди за Тони Симич. 21 годишниот кошаркар, репрезентативец на нашата земја, висок 210 сантиметри. Има тешка задача со ветеранот Александар Гилич, роден на 28.11.69 година, исто така висок 210 сантиметри како Тони Симич. Успешен и во двата обиди Александар Гилич. МЗТ Скопје Гилич 0-4. Впрочем, сите 4 поени до сега за Жито Вардар ги постигна Александар Гилич. Петровски, Смит, Куртовиќ, Слободан Петровски. Убав шут на Слободан Петровски овој пат. Прецизен, еве ги првите поени за домакините. Намалување на резултатот 4-2 за Жито Вардар. Првата лична грешка во тимот на Жито Вардар ја заработува Маријан Србиновски. Ке биде тоа топка од страна за домашните кошаркари. Стефанов. Куртовиќ. Подзаборав за момент на топката Мирза Куртовиќ. Смит. Непрецизен овој пат Брајан Смит, се обиде преку Граматиков, не успеа во тоа. Мигленикс. Сега неуспешен обид беше тоа на капитенот на Жито Вардар Ристе Дуганов. Врбица Стефанов. Смит удвоен до Куртовиќ. Чека повеќе од Мирза Куртовиќ и нова грешка веќе чинам трета, четврта на домашните кошаркари. На самиот почеток доста нервозно и во едниот и во другиот тим. Големо е значењето, не треба да говорам за него.
за овој надпревар. Сега Србиновски се обиде да постигне тројка, не успева во тоа. Се уште без поени Маријан Србиновски, некогашен кошаркар на МЗТ Скопје. Минатата година настапуваше во Николферт од гостивар и еве го оваа година во дресот на Житовардар. Симич сега се обидува за 3, не успева ниту пак тој, скок на Граматиков. Миглениекс. И натаму Игор Миглениекс. Се чини дека овој кошаркар многу повеќе му одговара улогата на двојка, што би се рекло поентер во тимот. Грешат сега кошаркарите на Житовардар. Добар потек на Куртовиќ, поените ќе важат, а има и дополнително слободно фрлање. Оваа лична грешка, овде да видиме на чиво име, на Игор Миглениекс. Прво израмнување на резултатот, 4-4. Измина 4 минути и 40 секунди од надпреварот. Еве го и првото водство на домакините. 5-4 за екипата на МЗТ Скопје. Во рамките од ова 21 коло, Струмица направи пријатно изненадување со екипата на Деликатес со 79-76, додека пак Куманово на домашен терен успешен од Неметали Огражден победа од 65-49, а ова се новите веќе 6 поена за Александар Гилич. Сите 6 коша во тимот на Житовардар ги постигна ветеранот Гилич. Добра асистенција на Стефанов. Не можеше таму да стори ништо повеќе Симичен, но неговата грешка ја користи Брајан Смит, негови први поени повторно во домакините, овој пат со 7-6. Во напад Житовардар. Дуганов. Добра асистенција до Гилич, но овој не успеа да ја прифати топката и таа им припаѓа на домашните кошаркари. Стефанов. Се чувствува слободата во играта на кошаркарите на МЗТ Скопје. Такви беа советите пред надпреварот на новиот тренер Васил Кафеџиски, кој реков успешно дебютираше на клупата на МЗТ Скопје. Во претходното коло успеа да забележи победа на гостински терен, а сега има едно нова можност да ги докаже своите квалитети овој наш ценет и признат стручњак. Во меѓувреме резултатот 9-6, тоа беше четвртиот кош на Брајан Смит. Игор Миглениекс. Добра асистенција на Миглениекс, но чекор повеќе прави Горан Граматиков и топката им припаѓа на кошаркарите на МЗТ Скопје. Врбица Стефанов. Петровски сега се обидува за 3, не успева. Тоа беше за момент офензивен скок на Смит, но на крајот кошаркарите на Житовардар оваа топка. Србиновски. Ке се обиде повторно за 3 Маријан Србиновски, овој пат прецизен е. 24 годишниот Србиновски го израмнува резултатот на 9-9. Поречи си цели 7 минути игра, ја видовме и првата тројка на надпреварот, сега прекрасна асистенција на Мирза Куртовиќ до Тони Симич. Тоа се први поени за Симич на денешниот надпревар и МЗТ води со 11-9. Убав влез, но да видиме сопрен со прекршок од страна на Тони Симич. Игор Миглениекс има 2 слободни фрлања за литванскиот кошаркар.
Тоа е втора лична грешка за центарот на МЗТ Скопје, Тони Симич. Прецизен во првиот обид Миглениекс, не во прв кош на надпреварот, има уште една можност. Не успеа во вториот обид, значи само еден поен досега за Игор Миглениекс, резултатот 11-10. Смит. На спротивната страна кон Куртовиќ. Стефанов, Смит брзо кружи топката околу рекетот на Жито Вардар и со ова атрактивна ролинг. Нови поени се тоа за Брајан Смит, негов шести кош. 13-10. 3 поени предност за екипата на Жито Вардар, а очигледно поени ќе има. Барем така покажа судијата Маријан Стоевски, одат за името на Горан Граматиков. Прв кош е тоа за Граматиков, го намалува резултатот на 13-12. Петровски. Куртовиќ. Петровски. Стефанов кон Куртовиќ. И поените одат за Тони Симич. Четврти кош е ова за Тони Симич, МЗТ води со 15-12. Измина 8,5 минути од надпреварот. Ниту еден од двата тима не успева да се одлепи. Агресивно во одбраната играт кошаркарите на МЗТ Скопје. Сега не успеше на Миглениекс за 3, но да видиме. Не успева ниту пак Гилич, ниту пак Куртовиќ. Симич спасува аут, но грешат не се разбраа најдобро Врбица Стефанов и американецот Брајан Смит. Во напад ќе бидат кошаркарите на Жито Вардар, а гледате дел од публиката, реков салата во Јане Сандански, исполнета буквално до последното место. Маријан Србиновски со топка. Дуганов. Тоа се само 2 поени за Ристе Дуганов, вкупно 4 за него на денешниот надпревар. Резултатот 15-14. Поен предност за екипата на МЗТ Скопје, кој е во напад. Петровски. Симич. Со една зонска одбрана. 1-3-1 се обидуваат кошаркарите на Жито Вардар да го сопрат овој напад на МЗТ Скопје. Петровски. Одлично кон слободниот Симич, овој пат неуспешен скокато на Гилич. Не се решава да бие Граматиков. А Игор Миглениекс го организира нападот на Велешен. Кому ова лична грешка оди за името на Тони Симич. Тоа е прва лична грешка за Симич. Топка од страна ќе биде тоа за кошаркарите на Жито Вардар. Не успева сега Дуганов. Обид за Цепелина, успева во сето тоа Брајан Смит, можеби не онака како што посакуваше оваа публика овде со забивање атрактивно, но и ова е добра атракција, одиграно од страна на Стефанов, а реализирано од Брајан Смит со неговиот 8ми поен. Сега Миглениекс не успева да постигне тројка, останува гарите на МЗТ Скопје. Слободан Петровски. Симич. Не го посака очигледно овој пат топката Тони Симич. Останува Симич на 6 поени. За сега најефикасен Брајан Смит со 8 постигнати коша. Симич за МЗТ постигна 6 и Слободан Петровски 2.
Неколку неуспешни обиди за на крај, по кој знае кој пат, Гилич да го постигне својот 8ми поен. Сега води екипата на Жито Вардар со поен предност, 18-17. Петровски, Куртович. Повторно Куртович обид за 3, многу непрецизно овој пат Мирза Куртович, тоа беше негов прв шут за 3 поени. (4:0) имаат кошаркарите на МЗТ Скопје за 3, додека 2:1 на гостите од Велес. На два пати Србиновски се обиде, еднаш успеа во тоа, а и натаму ветеранот Гилич продолжува да го полни кошот на домакините. 20-17. Сега 3 поени предност за екипата на МЗТ Скопје. Надпреварот за момент прекинат. Тоа ќе биде тајмаут за Васил Кафеџиски. Деним, за мажот кој го добива она што го сака. Време е за фини нешта. ХБ, прочуена европска марка. Ситна работа со вистинската боја. Колор медводе. Заврши минутата одмор, побарен од страна на Васил Кафеџиски. До крајот на првото полувреме уште 7 минути 35 секунди. Стои на новиот семафор во салата Јане Самнаски на дуелот меѓу МЗТ Скопје и Жито Вардар. Војдат гостите со 20-17. Петровски ќе се обиде за 3. Неуспешена, но успеа само за момент да стигне до оваа топка Слободан Петровски. И во нов напад ќе бидат кошаркарите на МЗТ Скопје. Мирза Куртович. Симич. Добра асистенција на Симич до Смит и 90-тиот поен за Брајан Смит. Се израмнува со Гилич. Двајцата најефикасни со по 10 постигнати поени, а само еден поен предност за Жито Вардар. 20-19. Гилич. Граматиков бараше топка, не ја доби. Миглениекс. Србиновски. Потек повеќе и топката оди во аут, ќе им припадне на домашните кошаркари. Слободан Петровски. Куртович. Стефанов до Смит. Интересен ќе биде дуелот меѓу Смит и Граматиков. Ова е вториот, сега прави лична грешка, немаше среќа овој пат Брајан Смит да поентира. Тоа е прва лична грешка за Горан Граматиков. Купно трет прекршок во тимот на Жито Вардар. Исто толку имаат и кошаркарите на МЗТ Скопје. 6 минути и 30 секунди до крајот и натаму 19-20 го гледате Брајан Смит, 25 годишен кошаркар, доаѓа од Соединетите Американски држави, висок 204 см, негов 11 поен и повторно израмнување 20-20. Одлична асистенција, уште поубав потек на Александар Гилич за неговиот 12-ти кош. Како да се надпреваруваат Смит и Гилич, кој ќе биде поефикасен на овој надпревар, за сега тоа му оди
Повеќе одрака на Александар Гилиш. Стрелец на 12, додека пак Смит на 11 поени. Не успеа сега Стефанов да постигне тројка, тоа беше не во прв обид, се уште без поени капитенот на МЗТ Скопје, Врвица Стефанов. Гилич, Миглениекс. Минатово Миглениекс, одлично кон слободниот Дуганов, овој не успева да поентира. Смит, добра топка до Симич, но дали имаше таму прекршок на реакција од публиката? Мора за сега да ги пофалиме навивачите на МЗТ Скопје, една фер и коректна атмосфера. Додуша малку невообичаено за салата Јане Самански, вака да биде премногу тивко. Кога МЗТ ги игра своите надпревари, а греши сега Брајан Смит. Бара прекршок, но ништо од тоа. Во напад ќе биде тимот на Жито Вардар. Игор Миглениекс го предводи нападот на Велешан. Успеа да украде Брајан Смит и сопрен со прекршок, тоа е втора лична грешка за Горан Граматиков. Ке има измена во тимот на МЗТ Скопје на местото на Слободан Петровски во игра со број 15 Ненат Радовски. И натаму со својата зона во одбраната играт кошаркарите на Жито Вардар 1-3-1. Стефанов и еве конечно првата тројка на денешниот надпревар оди за Врвица Стефанов. 23-22. Поен предност за екипата на МЗТ Скопје до крајот на првиот дел 4 минути и 15 секунди. Граматиков сега не успева да постигне кош, а лична грешка прави Александар Гилич. Прв прекршок е тоа за Гилич. Ке биде направена измена во тимот на Жито Вардар, одигра повлечен Горан Граматиков, а на негово место Дарко Здравковски. 28 годишен кошаркар, висок 202 сантиметри, има добра рака, знае да погоди од огромна далечина. Останува на Здравковски да не увери во своите квалитети. Куртовиќ на спортивната страна кон слободниот Радовски. Повторно Куртовиќ, Радовски не се решава да бие за 3, прави чекор повеќе и одземена топка. Премногу се размислуваше во овие моменти Ненат Радовски дали да бие или да тргне кон кошот на противникот. Го направи најлошото и во напред ќе бидат кошаркарите на Жито Вардар. Гилич. Сега краде Радовски. И поени се тоа за Мирза Куртовиќ. Пети кош ова вечерва за денеска за Мирза Куртовиќ 25-22. 3 поени предност за екипата на МЗТ Скопје. Игор Миглениек со топката. Убава асистенција, но нерешителен Дарко Здравковски. Миглениекс сопрен со прекршок од Врвица Стефанов. Тоа е прва лична грешка за капитенот на МЗТ Скопје Врвица Стефанов. Има 2 слободни фрлања или сепак топка одстрана, се уште не се излезени надвор од бонусот. Кошаркарите на МЗТ Скопје имаат само 4 прекршоци. Еден повеќе Велешен. Гилич имаше чекори чинан таму, да, добро, тоа го приметија судиите Маријан Стојовски и Баже Поповски. Енергични во својата одлука.
Врбица Стефанов. Реков и двата тима се наоѓаат на 5-то и 6-то место со по 30 бода во 20 надпревари, имаат половичен успех. Само да ја забележам втората тројка на денешниот надпревар, постигната на 2 минути и 20 секунди пред крајот, оди зад името на Ненад Радовски. Тоа беше негов прв обид. Успешен во тоа Радовски. И екипата на МЗТ води со 28-22. Ова е најголемата предност што има еден од двата тима. Да довршам мојата мисла од премалку. И двата тима имаат половичен успех по 10 победи и 10 порази во овие 20 одиграни првенствени кола. Со оглед на тоа дека екипата на МЗТ Скопје има подобар кош количник, се наоѓа на 5-то, додека Жито Вардар на 6-то место. Стефанов, Симич, открилна позиција, прецизен Тони Симич. Ова е негов шести кош. И на 1 минута и 43 секунди пред крајот на првото полувреме, еве го и вториот тајм-аут за Васил Кафеджиски. Умно сега. Имаме патеме ритам, така. Немој да ми се sad пак го турете некој глупото ова. Него. Одбрана сакам да па да му помагате на Врбица кај што опасно. Да патиме брз контранапад. Ако не умно, нема шут одма или ова, него брзо топката да се движи на сите страни. Гледате го, че претрчува. Да отретиме една страна да може да дојде на пост. Ако не, се шират више у човек, идеме еден на еден. Значи, нападот да ни трае 20 секунди со активна игра. Само Ето, ги слушнате советите на Васил Кафеджиски. Реков и ќе повторам уште еднаш, негов втор надпревар како прв тренер на екипата на МЗТ Скопје. Во првиот забележа победа, што ќе стори на овој останува да видиме, но очигледно е дека Кафеджиски им дава голема слобода во играта на своите кошаркари, бара од нив агресивна игра во одбраната, а со брзо движење на топката да се загрози кошот на противникот, а еве и втората тројка во тимот на Жито Вардар. Оди за името на Дарко Здравковски, намалување на резултатот 30-25. Тоа се први поени за Дарко Здравковски на денешниот надпревар. Стефан. Радовски не успева да постигне кош. Србиновски за момент до Здравковски, овој веднаш до Миглениекс. Маријан Србиновски. Миглениекс. Гилич подолго време без постигнат кош, остана оние 12. Убав лес на Миглениекс, а тоа што не му успеа нему, како да ме послуша едноставно Александар Гилич, го постигнува својот 14-ти поен. 3 коша предност за екипата на Жито Вардар, односно МЗТ Скопје се извинувам. 30-27. Врбица Стефанов. Немаше среќа, се обиде речиси на истекот на времето, на полувремето. Стефанов остана на една тројка што ја постигна и крај на првиот дел. Во рамките од 21-то коло во Јане Сандански МЗТ Скопје води против Жито Вардар со 30-27 по првите 20 минути. По една мала музичка пауза ќе се вратиме на вториот дел од овој надпревар.